Победникот на изборите обично се одлучува на или набргу по денот на изборите. Се што може да направи една анкета е да понуди предвидлива слика од репрезентативен примерок на гласачи, но сепак тие имаат и статистичка грешка. Така во 2016 година еден аналитичар од Принстон, Нью Джерси, Сем Ванг, беше толку сигурен во анкетата што предвидуваше победа од кандидатката на Демократската партија Хилари Клинтон, што ветил дека ќе изеде бубачка на телевизија во живо. Поради облогот, тој изеде штурец во живо на CNN. Кога некоја анкета ќе биде објавена заедно со неја, има и маргини на грешка. Ова е застрашувачки статистички концепт, но се сведува на ниво на доверба во примерокот што го користеле конкретно колку точно ја представува популацијата. По правило, помал примерок значи поголема маргина на грешка. Теоретски, ако на анкетата има маргина од плюс или минус 3, значи дека анкетарот е уверен дека резултатот ја одразува реалноста од 3% поени на еден или на друг начин. Тоа значи дека ако една анкета покажува кандидат со предност од 2 поени, но маргината на грешка е плюс или минус 3, тоа не е статистички значајно и веројатно не треба да обложувате многу пари или да јадете инсекти. Но ако кандидатот има 15 поени разлика со плюс или минус 3% маргинална грешка, што е статистички значајна, тогаш тоа е совршен примерок или сосема безбеден облог. Методологијата може да биде покомплицирана од тоа, дури да вклучи напредна теоретска математика, но во пракса познато е дека анкетарите па дури научниците си играат брзо и лабаво со статистичката анализа, што е дел од тоа зошто анкетите понекогаш може да бидат точни или погрешни. Индивидуалните анкети се уште се корисни сами по себе, особено кога се истакнуваат конкретни прашања и може да ви кажат многу за состојбата на кампањата. На крајот на краиштата тие често се една од најдобрите достапни мерки. Но контекстот е важен. Публикациите како New York Times и 538.com собираат податоци од повеќе анкети, создавајќи просек на анкетите кои можат да представуваат поширока слика за тоа што се случува. Но дури и овие збирни просеци може да го направат исходот погрешен, како во 2016-та. Сепак тие може да откријат широк опсег на трендови зад податоците. Ако кандидатот брзо паѓа на повеќе анкети кои се уште нема точен исход, можете безбедно да заклучите дека тие и не се толку добри како што биле.